Почитувани представници на медиумите, денеска имав честа и можноста да бидам домакин на мојот колега министр за внатрешни работи na Republika Polska. Szanowni przedstawiciele mediów, dzisiaj miałem przyjemność gościć polskiego ministra spraw wewnętrznych. Тој дојде во посета на контингентот од Полската гранична полиција. Polski minister wizytuje kontyngent Polskiej Straży Granicznej. Во разговорот кој што го имавме во утринските часови, имав можност да му се заблагодарам на министерот za konkretната поддршка. Podczas rozmów w godzinach porannych miałem okazję podziękować panu ministrowi za pomoc i wsparcie. Помошта за нас не е само символика, не е само декларативна, туку тоа е навистина конкретна помош, бидејќи и полскиот контингент и останатите полициски службеници од останатите држави од Вишеградска група и пријатели на Вишеградска група дадоа навистина голем допринос во поддршката на македонската полиција во справувањето со проблемите со бегалската и мигрантската криза. Pomoc nie jest dla nas tylko symboliczna i deklaratoryjna, ponieważ funkcjonariusze Polskiej Straży Granicznej i funkcjonariusze służb policyjnych z innych państw Grupy Wyszehradzkiej, przyjaciół Grupy Wyszehradzkiej konkretnie pomagają nam w działaniach granicznych. Огромна благодарност за солидарноста што ја искажа Република Полска, државите од Вишеградската група и останатите држави членки на Европската унија. Навистина ни дадоа конкретен и неспорен допринос во справувањето со овие проблеми, бидејќи тоа се заеднички проблеми, тоа се заеднички предизвици и во услови на една глобална или масовна појава на, би кажал, нова преселба на народи, што се случи од почетокот на 2015 година па наомо. Ние како мала држава имавме навистина големи и огромни проблеми да се справуваме samostoјno во menadżirането na ova kriza. Chciałbym szczerze podziękować Polsce i innym państwom z Grupy Wyszehradzkiej za udzieloną nam pomoc, ponieważ my jako małe państwo, jako Republika Macedonii nie mogliśmy się sami sprawić z wielką migracją ludów, która rozpoczęła się w 2015 roku. Со затварањето на западно-балканската рута почна да се релаксираат малку проблемите. Wraz z zamknięciem trasy zachodniobałkańskiej problemy zaczęły się trochę zmniejszać. Ние пред затварањето на балканската рута имавме ангажирање од 400 до 600 полициски службеници, па и повеќе. Przed zamknięciem tej trasy bałkańskiej zaangażowanych mieliśmy od 400, 500, 600, a nawet więcej funkcjonariuszy. Тоа за нас значише огромен товар, бидејќи предпоставуваше релокација на полициски службеници од редовните работни активности, практично во услови кога имаме и други актуелни безбедносни прашања, ние моравме еден голем дел од полициските службеници да ги релоцираме на овој дел, но со конкретната поддршка од државите на западно-балканската рута, од државите членки на Вишеградска група и пошироко од Европска унија, ние успеавме да го стабилизираме овој проблем за сега. И потенцијал на загрозување и опасност се уште и тензија представуваше концентрацијата на околу 10.000 мигранти во кампот во Идомени. Знаете дека почна дислокација на овие бегалци во низ натрешноста на Грција. Тоа дополнително ќе даде допринос да се релаксираат состојбите и односите. Меѓутоа, од друга страна ќе останеме будни, бидејќи сите наши информации и дневни настани укажуваат на активирање на организирани криминални мрежи кои на организиран начин се обидуваат да вршат криумчарење на мигранти.